19 април, среда, го гледате најновото издание на регионалните вести. Реконструкцијата на училишните објекти во Тетово интензивно продолжува и оваа година, велат од секторот за јавни дејности. Ќе се градат уште 2 нови спортски училишни сали. Дотреениот објект на основното училиште Елирија во Тетово во моментов е во фокусот на градежните инвестиции на општина Тетово. Како што ни информира од секторот за јавни дејности, во училиштето привршува реконструкцијата на тоалетите, а Министерството за образование и наука подготвува терен со почетокот на летниот распуст да започне со санација на кровната конструкција. Паралелно се работи и на другите училишни згради во општината. Ова година се заокружи целосната реконструкција на економското училиште во Тетово. Исто така се наметна потребата да се направи и реконструкција на старите објекти на медицина, значи старо медицинското училиште. Имавме реализирана реконструкција на основното училиште Истикбал во Гајре. Овие беа проекти на кои што беа реализирани од страна на Министерството за образование и наука. Во сите основни училишта на општината тоа продолжи проектот за промена на инвентарот на дотраениот стар инвентар на училиштава. Се снабдија училиштава со проектори. Во училиштава Порпарими, Кирил и Методи и Штат Марси беа направени спортски терени, кои што се во функција на училиштава и на околното население кое што живее во тие предели. Имаме реконструкциони проекти кои што треба сега да почнат. Едното е за делот на училиште во Кирил и Методи во село Валиште, каде што е предвидено доградба и реконструкција на постовешкиот училиштен објект, каде што е предвидено целосно да се направи реконструкција и доградба за потребите на учениците во селото. Од секторот за јавни дејности при општина Тетово најавија изградба на спортски сали во 2 основни училишта. Од Министерството за образование и наука за ова учебна година се предвидени повторна изградба на 2 сали во Тетово, како што се првишните информации. Едната ќе биде во основното училиште Кикиш, а другото ќе биде во основното училиште Реджа Вока во Шипковица. Со овие 2 сали, бројот на спортски сали кои што ќе бидат во функција во општина Тетово ќе надмине бројката 10 и ќе имаме една многу добра основа за развивање уште повеќе и на спортот во нашиот град. Грејната сезона официјално заврши на 15 април. Задоволително е фактот дека од година на година се намалува и употребата на течни горива, така да и сезоната ние го заокружуваме со предвидениот фонд и предвидените средства и ги оставаме полни за почетокот на идната учебна година резервоарите, за да имаме еден успешен почеток на идната грејна сезона, која што почнува во 15 октомври. Во ова учебна година сите основни училишта, средни училишта и во градинките на општина Тетово се трошени 480.007 литри нафта и имајќи ја предвид и една зима која што имавме, која што беше многу една студена, да кажем, поларна зима, овие резултати се задоволителни, затоа што во текот на целата грејна сезона и зимскиот период ниту еден ден не беа исклучени од грејење училиштава. Од оваа сезона подрачните училишта во селата Лисец и Гајре официјално го напуштија стариот начин на грејење со печки на дрва и започнаа со централно парно грејење. Ударните дупки на булеварот Благоја Тоска ќе се санираат наредната недела, најавија денес од секторот за сообраќај на општина Тетово. Информираат дека делот кај стариот стадион целосно ќе се реконструира поради дотраениот асфалт.
Наредната недела ќе почнат активностите околу санирањето на ударните дупки низ тетовските улици. Работите на терен ќе започнат со булеварот Благоја Тоска долж касарната. На делот кај стариот стадион ќе се изврши целосна реконструкција на дотраениот асфалт. Тендерот беше објавен, завршивме со процедурите, имаме фирма која го има тендерот за санацијата на ударните дупки и тендерот, договорот е подпишан од страна на градоначалничкава и мислам дека идната недела ќе почнеме со санирањето на ударните дупки. За патот улицата Благоја Тоска, од кружниот тек кај стадион за кај касарна. Тука таа улица е многу оштетена. Тоа е еден стар истрошен асфалт без атмосферска канализација. Асфалт што е поставен пред 30 години, истрошен, затоа ние планираме дел од таа улица да се санира сега со проектот каде што ќе асфалтираме, со Иво Ларибар, каде што работиме, се изведуваат работите, ќе се асфалтира и кружниот тек кај стадионот, бидејќи тој дел има само еден слој асфалт, кружниот тек има само еден слој асфалт. Ние ќе го поставиме и вториот слој асфалт, бидејќи во улицата и во Рибар ќе поставиме два слоја асфалт, првиот слој, па после и вториот слој. И ќе продолжуваме малку и со улицата Благоја Тоска. А другиот дел од улицата Благоја Тоска ќе се санира, после завршувањето на овој проект, после ќе продолжуваме со долниот дел на улицата спрема касарна. Нема да биде санирање на ударните дупки, туку целосно асфалтирање на улицата. На санирањето на дупките се чека веќе подолг период со оглед дека одамна истопен снегот и мразот. Во најлоша состојба е токму булеварот Благоја Тоска. Од над 80.000 пријавени гостиварци за добивање грант за самовработување, 46 мина влегле во финалниот круг, поминале обука и ќе се изработуваат бизнис планови. Најуспешните ќе потпишат договори за добивање на неповратни средства од 4.000 евра за собствен бизнис. Над 80 невработени гостиварци аплицирале за добивање грант од државата за отпочнување на собствен бизнис. Од Центарот за вработување во Гостивар оценуваат дека интересот на првиот јавен оглас од мерката самовработување со грант бил голем, но не сите кои се пријавиле ќе добијат парична поддршка. Процедурите налагаат селектирање на кандидатите преку изработка на бизнис планови. За мерката самовработување со грант, со неповратни средства, во првиот циклус аплицирале 86 лица, од кои 46 почна и завршија со обука за предприемништво и се очекува понатамошен циклус да правење на бизнис планови и подпишување договор, отварање на фирма и почнување секој со свој бизнис. Во првиот циклус интересираноста беше малку поголема, меѓутоа со селекционирањето на бизнис плановите ќе дојдат до тие лица што стварно заслужуваат и ќе може да се отворат бизниси или да почнат со работа. Изминатиот период во Центарот се реализираше и пријавување на невработените за практиканство. Преку оваа програма веќе се ангажирани практиканти во неколку гостиварски фирми. Тие во период од 3 месеци добиваат по 6.000 денари на доместок, а по истекот на тој период, зависно од стекнатото знаење и потребите на компанијата, се јавува можност и за вработување. Одобрени се 26 практиканти кои више подпиша и договорива и почна со мерката практиканство. Со мерката Македонија вработува 2, во Гостивар досега се вработиле 426 лица,
Значи, ослободување од плаќање придонеси зависи од години до 35 години, 3 години, на 35 години, 5 години, со услов уште една година да продолжат на работа. Преку мерката самовработување со грант за невработените предвидени се 4000 евра неповратни средства за отворање на сопствен бизнис. За тоа како се зајакнува влијанието на ромската заедница во процесот на јавните политики, како и активностите во рамки на проектот Мрежа на ромски граѓански организации, одговор на ромската заедница. Во дебатна емисија на телевизија КИС зборуваа представници на невладиниот сектор и локалната самоуправа. Емисијата ќе ја емитуваме денес во 18 часот на програмата на телевизија КИС. Јас доаѓам од Сдруженијето за заштита на правата на ромите од Штип, и сме носители, нашата организација е носител на проектот, заедно со Сдруженијето Месечина од Гостивар и Инсок од Скопје. Така да, од февруар 2016 година, ние го спроведуваме овој проект наречен Мрежа на локални граѓански ромски организации, одговор на ромската заедница. Спроведуваме повеќе видови активности кои се во корист на вмрежувањето на самите ромски организации, во корист на јакнењето на капацитетите на самите ромски организации, како и подобрување на состојбата на самата ромска популација во цела Македонија. Значи, проектот се спроведува во 10 различни градови, од кои нели се поделени сите три организации кои дел да го опфатат. Нашата организација го опфаќа источниот дел, Месечина го опфаќа западниот дел и централниот дел на Република Македонија го работи организацијата Инсок од Скопје. Така да нашата приоритетна цел е да воспоставиме линк помеѓу невладините организации, локалната самоуправа, како и на кој начин да спроведуваат локални политики за доброто на самата популација. Проектот предвидува обука на представници на локалните самоуправи во градовите каде што делуваме ние како проект, обука на самите представници на невладините организации и со цел да ги зајакнеме нивните капацитети, како и на кој начин да подобро функционират во делот на работата со самата ромска заедница. Инаку проектот е финансиран од Европската комисија во Скопје, така да истиот има 18 месеци. 18 месеци буџетот изнесува околу 200.000 евра. Значи за сите 18 месеци и за сите три организации. Спецификата на овој проект е тоа што самиот проект предвидува и сабгрантинг програма. Значи тоа е доделување на мали грантови на невладини организации покрај развивањето на капацитетите на представници на локалната самоуправа и невладините организации. Ние финансиравме вкупно 13 невладини организации, финансиски ги поддржавме за да реализират одредени активности за доброто на самата популација. Невладините организации се ширум Македонија, значи од повеќе градови, не се лоцирани само на едно место и секој на свој начин спроведува активности кои ќе подобрат положбата на самата ромска популација. Во две сообраќајни незгоди повредени двајца пешаци, деца на 11 и на 3 години. Две малолетни деца повредени во две одделни сообраќајни незгоди. Во првата која се случила вчера вечер околу 19 часот и 30 минути на локалниот пат во тетовското село Рогле, учествувале патничко возило Opel Zafira со германски регистарски таблици, управувано од 43 годишник од Требош и 11 годишен пешак од Рогле. Повредениот пешак со истото возило пренесен во тетовската клиничка болница, укажана му е помош и пуштен на домашно лекување. Извршени увити се утврдува причината и другите поединости поврзани со незгодата. Првично причина е неприлагодена брзина, односно пребрзо возење. Втората незгода се случила 3 часа подоцна на булеварот Илинденска во Тетово, со учество на патничко возило БМВ со тетовски таблици, што го управувал 22 годишен тетовец и 3 годишно дете пешак. Повреденото дете со истото возило веднаш е пренесено во тетовската болница, укажана му е лекарска помош и пуштено е дома.
По извршениот увид се расветлуваат сите поединости во врска со оваа сообраќајна незгода, а првична причина за нејзино случување е невнимателно преминување на коловоз. И покрај бројните превентивно-контролни активности кои годинава континуирано ги презема секторот за внатрешни работи Тетово, во последно време на ова подрачје зачестија сообраќајните несреќи со учество на пешаци, пред секако резултат на нивно невнимателно однесување и на непропуштање, односно недавање предност од возачите, дури и на обележани пешачки премини, како и пребрзо возење. Со цел да се намалат ваквите несреќи на тетовските и гостиварските улици, но и на другите сообраќајници, се апелира до возачите задолжително да внимаваат и секогаш да ги пропуштаат пешаците, зашто во спротивно ќе се соочат со поднесоци и со глоба. Глобата за овој вид прекршок изнесува 300 евра во денарска противредност и зависно од последиците времено одземање на возачката дозвола од 3 месеци до 1 година. На пешаците им се советува, односно уште еднаш им се укажува да не ги пременуваат улиците каде ќе стигнат и правилно да се движат таму каде што нема облекувани тротоари за таа намена. Се потсетуваат исто така на крстосниците да ја почитуваат светлосната сигнализација која го регулира минувањето на пешаците. Секое поинакво однесување ќе се санкционира со поднесоци и глоба од 20 до 50 евра во денарска противредност. Секторот за внатрешни работи Тетово и во наредниот период ќе продолжи со планираните активности во чие средиште ќе бидат пешаците и организирање на така наречени сообраќајни поуки, на кои ќе се повикуваат прекршителите од редот на оваа категорија учесници. Кратци влегле во куќа на гостиварец и го ограбиле додека неговите ќерки спиеле во една од просториите. Украден вреден златен накет и лаптоп. Утрово помеѓу 7 и 8 часот засега непознати сторители извршиле тешка кражба во куќата на 52 годишен гостиварец на улицата 143 во Гостивар. Според информациите од полицијата, тие влегле внатре преку незаклучената врата и незабележани од никого поминале покрај кујната во која спиеле двете ќерки на сопственикот на куќата на возраст од 18 и 20 години. Потоа влегле и во спалната, пребарувале, но не одзеле ништо, па од регал во дневната соба одзеле училишен ранец, во кој имало кутија за накид. Од кутијата ги украле повеќе парчиња разновиден накид, кјустек, нараквици, гердан и друго. Не престанале тука и го зеле и лаптопот кој бил во кујната. Со пленот ја напуштиле куќата во непозната насока. Вредноста на украденото се проценува на околу 300.000 денари. Од полицијата соопштуваат дека е извршен увид и се преземаат мерки и активности за откривање на сторителите. Деновиве извршена тешка кражба во основното училиште во Гостиварски Вруток и во основното училиште Андреја Савески Чичиш вандали имаат предизвикано материјална штета. Во основното училиште Лирија во село Вруток украдени се 24 компјутерски монитори. Тешката кражба се случила во периодот од 14 до 18 овој месец. Преку необезбедениот сутерен на објектот, крадците влегле внатре, насилно ги отвориле вратите од двете училници на приземјето и одзеле 24 компјутерски монитори, откако ги пресекле сите кабли со кои им мрежно биле поврзани на главниот компјутер. Со одземањето на мониторите, противправно се стекнеле со имотна корис, која се проценува на околу 40.000 денари, а причинетата материјална штета изнесува 15.000 денари. Извршен увид, а се расветлува пријавеното и се работи на откривање на сторителите. И во Тетово насилно е упаднато во основното училиште Андреја Савески Кикиш. Таму непознати сторители скршиле 6 прозорски стакла. Оштетените прозорци ново училиште се фотодокументирани, додека вкупната материјална штета се проценува на 10.000 денари. Се преземаат мерки и активности за пронаоѓање на сторителите. Жителите на Чешка, Полска и на Германија беа изненадени од невремето проследено со снег кој предизвика хаос во сообраќајот, посебно поради фактот што возачите веќе ги замениле зимските гуми на возилата со летни. Снегот го отежнува сообраќајот на автопатот кој ги поврзува Прага и Дрезден, и тоа во пограничниот премил во планинскиот терен, каде паднале неколку сантиметри снег. Слична е состојбата и на истокот на Чешка. Во бело снежно утро се разбудиле и жителите на Варшава, но поради температурите над 0
нулата, снегот брзо се топи. Невреме и заладување во овој дел од Европа се очекува до крајот на неделата. По релативно високите температури во април, невреме проследено со снег, силен ветер и ниски температури зафати делови од Балканот, особено Босна и Херцеговина, Србија, Хрватска и Црна Гора. Снегот предизвика проблеми во сообраќајот и во пловидбата на Јадранскиот брег. Во Србија, освен на планините, снег паѓа и на пониските места. Двете лица кои вчера беа уапсени во Марсеј им биле познати на француските тајни служби и досегашната истрага утврди дека подготвувале напад чија цел била изборната кампања за претседателските избори, јави дописникот на МИА од Париз. По неколку дена потера полицијата вчера во Марсеј ги уапси француските државјани, 23-годишниот Клемент Б и 29-годишниот Махејдин М на само 5 дена пред првиот круг од изборите. На пресконференција јавниот обвинител на Париз, Франсоа Молан, ја поздрави извонредната работа на истражните органи, што е спречен неминовниот напад, но при тоа рече дека е невозможно во оваа фаза да се утврди датумот на целите на напаѓачите. 3 лица загинаа, едно беше повредено откако вооружен афроамериканец отвори оган во Фресно, Калифорнија. 39-годишниот Кори Али Мухамед се предал на полицијата, а пред да биде уапсен извикувал Аллах Акбар. На својот фејсбук профил објавувал расистички пораки против белците и владата. Осомничен е и заминато неделниот напад во кој беше убиен припадник на безбедносните сили пред мотел во истиот град. Северна Кореја по повод роденденот на основачот на државата Ким Ил Сунг објави пародична видеоснимка на која е прикажано како ракети ги срамнуваат со земја сад. Во видеоснимката има и кадри од последното тестирање на ракети во февруари, а потоа на тоа и се придружуваат и други ракети кои го прелетуваат Тихи океан и ги погодуваат сад. На крајот од видеото американското знаме е во пламен, а зад него се гледа низа крстови на гробиштата. На државната телевизија беа прикажани и кадри од учесниците во војната парада, како аплаудираат и викаат ура, а севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун се смее и одпоздравува. Севернокорејската државна телевизија емитуваше кадри од големата војна парада во неделата по повод 105 годишнината од раѓањето на Ким Ил Сунг, на која присуствуваше и актуелниот лидер. Денес имавме претежно дождливо и ветровито време, со ветер чија брзина достигнуваше до 80 км на час. Утринските температури се движеа од 3 до 12, додека пак максималните дневни од 6 до 17 степени Целзиусови. Утре ќе имаме облачно и студено време со утрински температури од -3 до 6 степени, а во текот на денот ќе биде облачно со услови за врнежи од дожд и свежо со дневни температури од 4 до 15 степени Целзиусови. Овде ги завршуваме денешните регионални вести. Благодарам за вниманието со кое што не следевте. Пријатно.